Борбата против криминалот и одржувањето на безбедноста и сигурноста на граѓаните се нашите клучни приоритети. Со професионален, чесен и одговорен пристап и посветеност достигнавме значајни резултати. За 6,5% е намален вкупниот криминал. Постигната вкупна ефикасност од 63,5%. Забележан е позитивен тренд од 50% при сузбивање на организираните криминални групи. Значајни постигнувања во борбата со недозволената трговија со дрога. Сузбиени се 8 криминални групи и една терористичка келија. Случај Скај. Поднесена е кривична пријава против 3 лица, од кои 2 полициски службеници, како дел од меѓународна криминална група инволвирана во набавка и пренесување на наркотична дрога кокаин од земјите на Јужна Америка до земјите на Европската Унија и Македонија. Случај Адитиви. Кривично се пријавени 23 лица кои свесно ги повредиле прописите на постапката за јавна набавка со изигрување на постапката во АДСМ подружница Рек Битола и подружница Рек Осломи. Случај Државна лотарија. Поднесена е кривична пријава против 8 лица, од кои генерален секретар на влада, поранешен вице-премиер и поранешен премиер. Случај Кипар. Сузбиена е 7-члена криминална група инволвирана во кријумчарење мигранти во соработка со лице од Србија. Случај Ескот. Сузбиена е криминална група инволвирана во посредување при вршење на проституција. Случај Шипка. Сузбиена е 15-члена организирана криминална група инволвирана во извршување на криминални активности од областа на недозволена трговија со дрога, трговија со луѓе и перење пари. Случај Ланец. Сузбиена е криминална група инволвирана во недозволена трговија со дрога, меѓу кои и еден полициски службеник. Случај Бункер. Сузбиена е организирана криминална група инволвирана во вршење на кривични дела од областа на насилниот криминал, недозволена трговија со оружје и други кривични дела. Сузбиена е една терористичка организација, келија, со намера на изведување на терористички акт на јавни објекти, а приведени се 4 лица. Еден врховен судија и еден член на Совет на јавни обвинители со правосилна пресуда повеќе не се дел од рекетарски систем кој што го практикувал години наназад. Во рок од само една недела падна цела организирана група на цариници која што ја злоупотребувала службената положба и се богатела на грбот на граѓаните. Спречени 2 меѓународни транспорти за марихуана и кокаин. Зголемени заплени на кокаин, екстази и масло од канабис, над 4 тони и 170 килограми разновидна наркотична дрога. За 25% намален е бројот на кривични дела убиства. Сите дела се расветлени, а расветлени се и убиства извршени над 9 лица регистрирани во претходните 10 години. За 14,5% намален е бројот на тешки телесни повреди, а за над 30% се намалени изнудите и уцените. За 20,9% намален е бројот на прекршоците во сообраќајот. Внатрешната контрола активно работи на навремено откривање и санкционирање на неправилностите, што ја потврдува нашата посветеност на транспарентност и интегритет во работењето. Годинава, одделот поднел 33 кривични пријави против 80 вработени. Најпознат случај е пријавата против 25 високи службеници за злоупотреба при издавање дозволи за оружје. Посветено и решително ја контролираме државната граница, зашто показател е намалувањето на обидите за илегални преминувања на границата за 60%. Во изминатиот период спречени се повеќе од 3000 обиди за илегален транспорт низ нашата земја, главно од мигранти од Сирија, Мароко и Египет. При тоа, сузбиена е 7-члена организирана криминална група и откриени се 36 случаи на кријумчарење на повеќе од 250 мигранти. Клучни за справување со овие предизвици се заедничките операции со Европската агенција Frontex.
Делата говорат за брзата и професионална реакција во борбата со криминалот и корупцијата. Целосно го расчистивме случајот со убиството пред трговскиот центар Мавровка. За само 2 часа, со брза реакција на специјалните полициски сили, хеликоптери и дронови, беше фатен сторителот. За рекордно време беа фатени лицата, а случајот брзо расветлен и расчистен, кои со закана со оружје и лажна експлозивна направа извршија грабеж во голем трговски центар во Скопје. Уапсени се 18 лица поврзани со инцидентите на денот на албанското знаме, 4 се во притвор, додека за 10 се покренати прекршочни постапки. Во делот на првиот ден од инцидентите беа уапсени 8 лица. Последната голема координирана акција заврши со апсење на 21 лице и кривична пријава за 23 лица во случајот Адитив. Сузбиена 4 члена организирана криминална група која имала за цел изведување на терористички акт на јавни објекти. Разбиене 18 члени од криминален клан Беланоца од Арачиново, што се откри кој го нарачил убиството во Шишабар и убиствата на 6 во последните 4 години. Со оваа акција расветлени се 8 убиства, 3 обиди за ликвидација и бројни случаи на изнуди, закани и рекет. Во акцијата пронајдени беа и околу половина милион евра, злато и оружје. Пораката е јасна. Секој што ќе се огреши пред законот, ќе биде изведен пред лицето на правдата. Нашата борба против криминалот и корупцијата е постојана и одлучна.